Почитувани, очигледно СДС многу повеќе се занимава со производство на лажни вести, поврзани со уставните измени, отколку што се занимава со решавање на економските проблеми во државата. За Ковачевски приоритет е да ја убедува јавноста во лажната вест дека ВМРО-ДПМНЕ наводно прифаќа уставни измени под бугарски диктат, од тоа да се одглават евроинтеграцијските процеси и заштити националното достоинство на народот и државата. За СДС поважни се лагите од среќата и напредокот на народот. Тоа што СДС е принудена да лаже за уставните измени, да шири паника и очај, е најдоброто признание дека СДС нема никаков поинаков план, освен да турка уставни измени под бугарски диктат, што значи капитулација на државата. Предлозите на ВМРО-ДПМНЕ опфаќаат начини како да се дојде до забрзана европска интеграција, дуи да оди во опозиција по 2 деценијски грабеж и да се зачува достоинството на државата. ВМРО-ДПМНЕ предлага одложено дејство на уставните измени кои ќе бидат ефективни после завршување на преговорите со ЕУ и влез на Македонија во Европската унија. На тој начин притисокот е кај другата страна и ова ќе биде гаранција дека нема Бугарија да ја кочи државата на патот кон Европската унија. Одложеното дејство на уставните измени не е кршење на преговарачката рамка, туку напротив, ќе се гарантира дека ќе нема дополнителни уставни и идентитетски одстапки. Првиот предлог е формирање на преодна влада без ДУИ, измени кои ќе стапат во сила со завршување на преговорите и членство на државата во Европската унија. Вториот предлог е избори, гаранции за националниот идентитет и јазик, економски пакет и заштита на македонците во Бугарија преку спроведување на пресудите на Судот за човекови права во Страсбур и измени од влада без ДУИ, поддржана од опозицијата. Наспроти разум, власта нуди лаги. Ковачевски против Ковачевски. Ковачевски рекол, Ковачевски порекол. Прво кажа дека лидерската средба е неуспешна, дека нема одстапки, потоа лаже дека има одговор и лаже дека уставните измени се прифатени. Згора на тоа формирал и работни групи. Очигледно Ковачевски ќе направи се за да ги спаси ДУИ да оди во опозиција. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ е јасен, без одложување, да кажат кој од двата предлози на ВМРО-ДПМНЕ е прифатлив за Димитар Ковачевски. Овој пат очекуваме одговор без лаги и спинови. Ви благодарам.